Програмата Еразмус Плюс нуди многу можности. Една од главните приоритети на Европската Унија е зелената агенда и климатските промени. Така и Националната агенција постојано во своите промотивни настани ги промовира овие хоризонтални приоритети на Европската Унија, што значи дека постојано нашите настани ги промовираме и даваме можност и ги насочуваме корисниците на грантови како да аплицираат, односно да ги искористат можностите на Еразмус Плюс програмата. Она што можам да кажам дека многу ми е драго што во делот на образование се повеќе жени се вклучени од лидерски позиции па се натаму, што значи дека секогаш промовираме и протежираме да се вклучат повеќе жени и млади девојки во образованието. Програмата Еразмус Плюс може да помогне на начин во делот на стручно образование, односно нудиме програми мобилности во делот на стручно образование и во делот на стратешки партнерства, односно они обуки кои што може да ги вкусат, да кажам, младите девојки и жени, се преку апликација, односно преку училиштата, универзитетите, невладините организации и така натаму, за да може да одидат на некоја обука која што ги усмери во тоа каде треба да се пронедат во делот на овие, да кажам, професии кои што се помалку и помалку вклучени жените, да ги поттикнеме и да можеме се повеќе и повеќе да вклучиме жени, тоа ќе ни биде чести задоволство ако можеме да помогнеме. Кажете ми, кои се најлесните и најбрзите начини за училиштата, организациите, општините, значи да влезат во Еразмус Плюс и да креираат реални можности за младите? Значи, кој е најлесниот пристап? Најлесниот пристап секако е креирање на апликација, односно во Националната агенција не може да аплицира поединец, аплицираат како што напоменавте училишта, универзитети, невладени организации и така натаму, што значи дека со апликација убаво срочена, односно идеја која што ја имаат училиштата, универзитетите, при истражување на пазарот што е она што ни фали во образовниот процес, може да аплицираат во програмата, која што поминува апликацијата во неколку фази, после поминување на неколку фази има одлука дали апликацијата е финансирана или не финансирана. Исто така да напоменам дека Националната агенција не одлучува, односно јас како директор не одлучувам кои проекти ќе бидат. Целата постапка е транспарентна и отворена, односно имаме неколку фази надворешни експерти кои што ги оценуваат апликациите, кои што нели се прави ранг листа за тоа дали проектот е добитен или не. Но никој не треба да губи надеж, односно Еразмус не е за најдобрите училишта, за најдобрите универзитети. Секогаш треба да имаме апликација која што ќе има убава идеја, која што ќе има импакт на национално, европско и локално ниво, кој што може да придонесе во нашата држава образовниот процес и затоа ги мотивирам и ги поттикнувам сите апликанти кои што сакаат и имаат добра идеја да аплицираат во Националната агенција.